Почитувани министри, почитувани представници на медиумите, добре дојдовте во Министерството за външни работи. На почетокот ја отварам оваа пресконференција, давајќи му збор на министерот за външни работи на Република Македонија, господин Никола Димитров. Повелате. Благодарам. Почитувани медиуми, голема чест и задоволство ми е да му посакам добре дојде на мојот и нашиот пријател, министерот за външни работи на пријателска Литванија, Илнас Линкевичиус. Ова е возвратна посета, јас бев во Вилнус во ноември 2017 година. Тогаш разговаравме за она што предстои, а сега разговаравме за тоа што е завршено. Има многу убава символика во тајмингот на оваа посета. Јас ја имав честа во името на Македонија да ја подпишам Вилнус декларацијата во главниот град на Литванија во мај 2000 година, пред 19 години, кога ние заедно со тогаш домакините и многу други земји од Балтикот, Централна Европа и Југоисточна Европа се договоривме дека ќе бидеме солидарни во реализацијата на нашите аспирации и во поглед на НАТО и во поглед на Европската Унија. Ние сме последната држава од листата на држави што беа дел од Вилнус групата, која што уште не е членка на НАТО, и затоа ова за нас се разбира е незавршена работа, меѓутоа и во таа смисла и во смисла на таа солидарност што тогаш ја направивме како заложба, има убава символика и за нашиот добар гостин денеска. Главно разговаравме за контекстот, што се случува кај нас, ратификацијата на договорот од Преспа кај нашите соседи, она што предстои. Разговаравме и за билатералните односи, подпишавме еден билатерален договор за меѓународен патен сообраќај, работиме за неколку други договори што ја пополнува правната рамка меѓу двете држави. Радосен сум што добих уверување дека Литванија стои со нас и во однос на овие последни чекори кон НАТО членството, и во однос на почетокот на Европскиот пат, односно почеток на пристапните преговори. Разговаравме и за некои важни сегменти од реформите што ги почнавме, меѓутоа кои што не се завршиле. Идната година прославуваме 25 години од успоставувањето на дипломатските односи, така што уверен сум дека и идната, а богами ќе се видиме многу брзо на Гилби, ама ќе се видиме идната година, може да посета тука или кај нас. Повеле Илнас. Thank you, Nicola. I'm grateful to Nicola Dimitrov for very good hospitality as always. It's nice to be back in Skopje after 5 years. With very good positive news and very good timing. As Nicola mentioned, it's really indeed was hard feeling about this Vilnius stand, so to say, developments, and was unaccomplished business basically. Now we are close to something which will happen finally, deserves to happen. And this is not just a window of opportunities, it's a door of opportunities now for Macedonia. But needless to say, it's not a given. It's not a given. It would be wrong now to relax, of course. And Nicola and others know quite well that you should really keeping yourself quite busy in continuing the reforms in the sectors of anti-corruption, of judicial, and everybody knows what to do, and our task now to help you, to assist, and needless to say, Lithuania will be among those who will be as active as it is possible. We already signed the agreement on road transportation just before our meeting. There are other agreements in the pipeline. Also, I believe we'll be able to address issues which are of importance, let's say like public administration or other areas, maybe cyber security. This is the issue which is always everywhere with some peculiarities, but it's everywhere, very important. I can say that Lithuania will be among the first who will ratify
this agreement now, Parliament, when it comes, I can say that we're already ready to sign protocol of accession in NATO. I already explained why, because we feel it's our own also duty. And this is the case. Our task is now to look at the segments of common interest. Let's be frank, our economic cooperation almost not non-existence. You know, it's no trade ties, no visible, no tangible, which is speaks about lack of information. We have to address this issue more precisely and to find something which could be a glue, maybe also for bilateral cooperation. Maybe twinning projects is the way to go. I'm really happy that we're very active in Balkans in general, but in Macedonia we also participated in 10 twinning projects dealing with very concrete fields with financial management, human resources, for instance, and environmental issues. So it could be something to follow. This is also good to have know-how from European Union, resources also, and as I said, additional glue for bilateral ties and bilateral cooperation. I'm really here to show support to our friends, to our future allies, to remind that the job is not done yet, which is also clear for everyone, and also to say that we will not just stand by, but we will be actively helping, assisting in the areas where you feel of importance. So thank you very much. Благодаря. Имаме време за прашање, повелете леко чудна на Алфа телевизија. Кратко прашање до министар Димитров. Вчера во јавноста излезе меѓународен документ за соработка на млади меѓу Македонија и Косово, кој што бил изготвуван изминативе месеци, одобрен од владата на Косово во септември ми се чини, каде што секаде сме веќе ослободени како Северна Исток, како и институции на Северна Република Македонија. Дали сте запознавани со ова, некој ваш коментар? Искрено да ви кажам, јас сакам секогаш да бидам отворен, ја нема видено веста. И ако бев активен вчера делом на работа. Немаме изнешано нешто. Нема, аха. Изнешано. Ке нас е проблемот. Само не сме обидени. Значи ја нема видена веста, ќе проверам, може би било непрепрашливо баш да коментирам. Во секој случај, сега зборувавме за тајминг, тајмингот е многу важен, меѓу другото и за вакви работи. Амандманите на Уставот не се во сила и договорот и покрај тоа што помина во двата парламенти, има уште неколку технички чекори, размени на дипломатски ноти и така натаму, и тоа ќе биде синхронизирано со влегувањето во сила и на амандманите. Така што до тогаш ние не би требало и не би можеле да работиме на меѓународни документи во оваа смисла. Ама за да коментирам по-конкретно морам да видам за што се работи. Би ме чудело ако тоа е документ што во ова министерство се изготвило, не верно. Благодаря. Дали имаме други прашања? Доколку не ви благодарам на министрите, во тој случај да поканува ВАТ театарот на панелот заеднички цели, стабилност на Балканот, безбедност на Балканот.